Голем товар носи самохраната мајка Анка Митева од Пробиштип. Животот силно надолу и тргнал пред 3 години, кога за 3 месеци ги губи сопругот и мајка си. За овие 3 години со малолетно дете од 50.000 спадна на 10.000 пензија. Ништо не ме следува. Кај мене дојде, овие 2 зимиња сам под стресови со блиски смртни случаеви и секогаш под дејство на инекција. Имам иднина, значи не сакам да живеам, али морам 15 години дете чека. Но за Митева судбината свртува друг лист и таа започнува тешка борба за екзистенција на целото семејство. А немаме услови за веце, значи јас бев принудена од тие причини со маш ми да направам куќа. Ја направи у селото куќата, ќе ве одведам и таму да видите, али како почина он на 28 јуни 2017, мајка ми после 3 месеци у октомври, и од тога е мојот живот, значи нема волја да живеам, ради детето живеам. Секогаш ми тражат пари, дали е банка, дали е образование, дали е доктор, а ја немам од никаде. Иако ден и ноќе бара начин како да врзе крај со крај, бедата ја победила. А на мене вчера ми го исклучија ми ја струјата. Ако беше полицискиот час ми ја исклучија и долу полиција кажа дека јас самоволно ќе ја уклучам. Значи ве викна само за да ми се реше проблемот со банките од и без незначајни камати. И се нервира, значи у полициски час у коронавирус ми исклучија струјата, ја и до докочани таа што беше на шалтер изфрла ми документите, не ќе да ме примат. Сепак најголемата болка стигнува на крајот, кога поради немање пари таа е принудена од Средното техничко училиште во Скопје да го отпише синот и да го врати во Пробиштип. Многу тешка ми беше. Како родител јас сакаше да продолжи да си заврши 4-та година со колку оцени негови знае си оно, меѓутоа морав да го вратам. А јас сум безседен родител. Како да го ја школувам детето, не му е само јадењето и у школото, треба да излезе, треба да си дојде. Безизлезноста ја натера разочараната мајка да побара помош од општината и државата, но и од добрите луѓе. Зимиња трпеме за леп, од комшиите зимаме леп. Надлежните да ми помогнат во Пробиштип, поготово сите ми викат дека треба, клучо ми е во Пробиштип, да ми помогнат за струјата да средеме дали сам ја дужна или они. Исто за водата имам случај, пошто он е там вработен од 1986.